Ме некеше професорка ти секој што пишеше единица. Здраво на сите, јас сум Кристина, а ова се моите одговори на вашите прашања. Анастасија Кундевска прашува кој град сакаш да го посетиш. Ако прашуваш за на територија на Македонија, секогаш си врвам убако во Охрид, така да најверојатно Охрид пак би го посетила. Или Скопје. А Никола Гелов, кој е живот на томуто и каде се гледа себе си во Идрина. Искрено, Никола, за твоето прашање размислов најмногу, ги читав одговорите, мислам, застанав и се замислив што би ти одговорила. И не знам кој ми, немам некој животно мото и не знам кај се гледам себе си во иднина. Дејана Мемет прашува колку години имаш, дали сакаш да имаш машко или женско дете, дали може, поздрав. Да, те поздравувам, Дејана. А ти благодарам на поставеното прашање. Имам 23 години и сакам да имам машко дете, да. Михаела Радикевиќ, која земја сакаш да ја посетиш? Обожавам да посетувам градови, земји кај што има стари градби или катедрали или било што излегува на море или се едно, ги сакам големите градови. Искрено немам размислувано за некоја следна дестинација и немам патувано во скоро време ради ситуацијата со короната, така да не знам. Златен, можеш да изговориш, не се противоконститувателство, не можам да изговорам. Не знам ни дали е зборче, дали воопшто постои како зборче. Не можам да изговорам, не можам и да го прочитам. Град од Европа сакаш да го посетиш најмногу? Па би му се вратила на Загреб, искрено. Има многу ве спомени, сакам уште еднаш да одам во Загреб. Кој ти е омилено јадење? Тестенини. Да, многу го знам и да готвам тестенини, обожавам тестенини. Која ти е омилена марка на автомобили? Поздравуваме Бекиров, _Ахмет. Те поздравувам, Ахмет. Немам омилена марка на автомобили. Може и сакам Ауди, не знам. Ништо посебно. Крушевски локум или крушевски целувки? Што би одбрала? Локум. Да. Ке има ли второ видео Чвалер? Да. Како си? Бестинклес 65. Супер сум. Дали јадеш паца? Не знам дали сакаш да кажеш пица. Марко _Новевски. Ако сакаш да прашаш дали јадам пица, да. Јадам пица многу. Што не сакаш да јадеш? Поздравиме, Никола.Саздовски. Што не сакам да јадам? Тешко прашање, се сакам да јадам. Може сарми некем, само овие во лозов лист што се ги сакам, а овие другите не ми се баш омилени. Дали си имаш возено на брод? Да, имам. Колкото товажи имаш? 1, 2, 3, 4, 5 тетоважи, сакам да правам уште тетоважи, многу сакам тетоважи, малечки такви, или мални. Дали по професија си актерка? Немам завршено драмски факултет, би сакала, имав таков план, ама не се запишав на драмски. Активност која ја правиш многу години. Долго време, скоро 9 години, одев на играурна, свирев мандолина долго време и некако најнаш останам само да се занимавам со актерството, така да последниве неколку години само актерството ми е. И понекогаш сакам да цртам. Омилен ресторан? Во битола омилен ресторан Оскар, сакам да одам Оскар и Аурум, да. Дали ти си има случајно да заспиеш на час во училиште? Многу често. Да, спиев многу често на час на училиште. Посебно на часовите по македонски јазик. Да, многу спиев. Дури некогаш се случуваше да легна на последна клупа и сите студентите да ви испокрија за да спијам. Немате да спиете на час. Од каде си? Од битола. Омилена песна? Немам омилена песна, последната недела ми се врти Love Tonight во умот, значи цело време ми се врти, цело време ја пуштам на репит, дури не ми се досади. Немам омилена песна, слушам така периодично све, ова недела ми е пример, не знам, една омилена, па наредна недела друга и така. Дали читаш хороскоп и што си во хороскоп? Во хороскоп сум вага. Читам оние карактеристики што си такви работи, тие ми се погодени, ова пример дели хороскоп да застанам да читам, никогаш не ми е погодено нормално. Дали си мажена и дали имаш деца? Не сум мажена и немам деца. Омилен филм? Ги сакам сите филмови со Вил Смит, сакам драма и некои такви трилери, некои такви филмови. Омилен филм? Може да ми е Seven Pounds, многу сакам, да. Како си? Супер. Фала ви на прашањето. Дали имаш возено трактор? Да, имам возено трактор. Дали си се бањала во река? Па мислам дека не сум се бањала.
Дали си била во село и ако може поздрав? Да, и моментално снимам во село. Да, сум била. Дали имаш дечко? Да, имам дечко. Дали си во врска со некој од празни муабети? Не сум. Каде сакаш да патуваш? Може поздрав, Марко Новевски. Не знам следна дестинација, било каде. Најверојатно наредно ќе патувам кај што ќе одам на одмор, најверојатно тоа ќе биде Албанија. Омилена актерка. Ја сакам многу Скарлет Јохансон. Може Скарлет Јохансон да ми омилена актерка, не знам. Кој ти е најомилено место кај што си била поздрав? Загреб и Сисак дефинитивно, заедно бевме со празни муабети, во Сисак имавме представа, детска представа, освоивме прво место и си поминавме прелого, секој што изробиме прелого со празни муабети, а во Загреб исто така имам многу спомени. Таму бевме со Вероника, поздрав до неа. Кој од екипата најмногу ти е интерес? Зависи. Секогаш различно, сите ми се интересни, сите ми се смешни. Може најмногу да ме смее Кико, најмногу знае да прави глупости. Да, може Кико, сите ми се смешни, ама сега така Кико ми е да најмногу ми прави глупости. Дали ја сакаш виолетовата боја? Плиз поздрав, најаки сте, продолжете. Имате голема поддршка од мене, Недановска, долна црта. Фала ти, Недановска, поздрав до тебе. Да, зашто не ја сакам виолетовата боја. Не сакам. Здраво Кика, кога ќе дојдеш во Охрид, дали може да се сликаме? Ако може, поздрав. Ахмет Рамадановски, поздрав до тебе. Не знам, бев пред неколку дена во Охрид. Не знам кога ќе идам наредно. Да, може да се сликаме нормално. Што би било освен глумица? Многу сакав да запишам на правен факултет, сакав да бидам адвокат. Уште сакам, може, ама не знам, може би била адвокат или наставничка. На која боја е омилена? Сакам корална некоја боја, некоја таква зелена или... Сите бои ги сакам, што знам, црвената ми е уба. Што сакаш да видиш како мала? Глумица. Секогаш застанав пред огледало и си глумев нешто, немам појма што си зборував, сама си глумев, си објаснував. Дефинитивно. Колку си висока? Не знам дали е тоа баш висока, 1,67 м. Да, не сум нешто ниска, ама не сум ни посебно висока, да. Дали сакаш повеќе кола или мотор? Поздравим во видео. Анастасија 8421, кола сакам поќе и поздрав до тебе, Анастасија. Најголем страв, плиз поздравиме. Марк, долна црта ко 795, поздрав до тебе, Марко, страв. Најверојатно од таков тесен простор, клаустрофобија, ме фаќа некогаш паника и од осаменост, да. Имам страв, јавно сум сама. Како е во празни муабети? Поздрав. Супер е во празни муабети, секогаш позитивно и весело. Поздрав до тебе. На кое место што си го посетила ти било најубаво? Сегде сум поминала најубаво, ама како што кажав, овие Загреб и Сисак ми се така, може дека бевме со празни муабети, не знам, но ми беше многу интересно. Дали знаеш српски јазик? Да, знам. Дали имаш брат или сестра? Може поздрав, долна црта Трамбевска, долна црта поздрав до тебе Трамбевска. Да, имам брат, Умал, матурант оваа година. Дали си добила единица на училиште? Многу. Да, сум добила најмногу по математика. Што правиш во слободно време? Во слободно време шетам, некогаш цртам. Не знам, немам некој посебни активности што правам во слободното време, спијам, нормално. Најнеомилено јадење, кажав, некам сарми, што се викаат во листок, целка, такви, не можам да ги помнесам. Дали ќе има плажатри? Да, се надевам дека ќе има плажатри. Колку јазици знаеш? Не знам англиски, нешто шпански, што гледав шпански серии како мала, српски добро. Не знам многу јазици. Пред во училиште што најдобро ти одеш? Ликовно, музичко, драма, имав драма. И македонски знаев многу. Мене кеше професорка, ти секој што пишеше единици, македонски знаев многу и ми одеше, не ме симпатизираше и ми пишеше единици. Омилен скеч во кој имаш глумена? Швалер ми е омилен скеч. Дали ќе соработувате со Солзи смеја, зошто да не? Дали некојаш ќе дојдете во Струмица, се надевам во блиска иднина. Како започна со глумата? Со глумата започнав... Мислам дека се приклучи во детската креативна работилница Бири Бам, така некоја представа спремавме. Бојан беше режисер на таа представа и така некако после се приклучи во Деларте. Да, од 2016 веќе мислам дека сум со Деларте, да, дека глумиме заедно.
како иде љубовниот живот, никогаш подобро. Зошто баш името Кика? Поздравиме Мевлон дома Црта Хај. Поздрав до тебе, Кика, зошто така ме викат на Галено, јас се викам Кристина и од деларите, остариот празни моменти ме викат секогаш Кика, сите ме викат различно, некој Кики, некој Кика. Дали ти е забавно? Да, забавно е. Колку време си во празни муавите? Во празни муавите сум од самото постојање, а во деларите сум од 2016 година, значи веќе години назад. Кој средно заврши? Горната гимназија, Јосиф Брз Тито. Дали имаш деца? Немам деца. Многу сте добри, ве сакам, продолжете така. Те сакаме ние, фала ти многу. А колку ги сакаш фановите од 1 до 10, биди искрена. 10, зашто да не ги сакам? Искрена сум. Поздрав до фановите. Дали некој од екипата свири на некој инструмент? Да. Јас знам да свирам на мандолина, Димитар знае да свират на гитара, Бојан може и да знае нешто друго, на клавир нешто. А Кико се учи да свири на гитара и знае да издрнка нешто. А другите не знам дали знаат да свират нешто. Може и Ангела нешто да знае, не знам. Дали си во врска со Бојан? Поздравиме. Не сум во врска со Бојан. Поздрав до тебе, Марко Новевски. Мислам дека неколку пати те поздравив, да. Дали имаш брат или сестра? Имам брат. Дали имаш бидено во Шведска? Не сум била, но бих сакала да бидам, зашто не? Да, мислам дека тоа се сите прашања. Сам дека одговорив на најмногу што можев. Благодарам дечки за сите прашања. Имаше многу интересни. Јас се надам дека ќе продолжите да гледате празни муавети и дека во најскоро време има нови скечови од нас, дека ќе има и нови представи од нас. Се надам дека целата ова ситуација со короната ќе помине и дека ќе се видиме во најскоро време. Да ви сакам многу. Поздрав.